Добар ден и добродојавте во нашата најава за новата Формула 1 сезона. Годинава не очекуваат рекорден број на трки, 22 во моментов. Трката во Кина е одложена на неодредено време поради предизвиците со кои се соочи светот со ширењето на коронавирусот. Меѓутоа се надеваме дека трката во Кина подоцна во сезоната ќе биде некаде вметната и дека повторно ќе се врати на календарот, така што годинава ќе ги имаме сите рекордни 22 трки на број. Тимовите имаат по 5 различни типови на плематици на располагање во текот на целата Формула 1 сезона. FIA однапред ги одредува компонентите за секоја трка кои може да бидат користени и така тимовите ги одбираат своите плематици во пресрет на секој викенд. C5 е најтврдата компонента, C1 е најмеката компонента. Секој тим мора да употреби барем две различни компоненти за време на трка и оттаму предизвикува и правилото за задолжителен еден питстоп. Секако тука ги имаме и двете компоненти кои се за променливо време, односно интермедија, и гумата која е за пообилни врнежи на дожд, односно full wet. На оваа цена фотографија гледате една расклопена моторна единица, сите компоненти кои сочинуваат и бројот на компоненти кои тимовите ги имаат на залиха, односно можност за промена на овие компоненти во текот на една сезона. Доколку некој тим го надмине бројот на овие дозволени компоненти, следуваат пенали, односно водачот кога се квалификува добива пенали во однос на стартни позиции и некогаш и пенали во финансии. Почнуваме со Мерцедес и представувањето на возачите, односно Луис Хамилтон, 6-кратен светски шампион во потрага по рекордите на Михаел Шумахер и неговиот тимски колега Валтери Ботас. Очекувам од Валтери година многу поголем отпор, меѓутоа како што стојат резултатите од предсезонските тестирања, Мерцедес е повторно главен фаворит за шампионската титула и двојната круна. Па го имаме Ферари со Себастијан Фетел и Чарлс Леклерк. Како ќе функционира нивното дуо? Дали повторно ќе имаат големи судери или сепак ќе возат за тимот за Ферари? Дали Ферари ќе успее да ги стигне Мерцедес со перформанси, ќе успели да ги сопре? Останува да видиме. Понатаму ги гледаме Red Bull Honda со Макс Верстапен и Алекс Албон, одлично дуо кое се формираше кон средината на мејатата сезона. Очекувам Алекс Албон да биде одличен тимски колега на Макс Верстапен и Макс Верстапен да биде екстремно агресивен спрема Ферари и Мерцедес и да напаѓа кон титулата и кон врвот. Што може Мекларен да направи оваа сезона, последна сезона со моторната единица на Рено? Дуото Ландо Норис и Кайл Сайнц дефинитивно ја одбележал ланската сезона во однос на броменс или нимата дружелюбивост со фановите, со медиумите и помеѓу нив двајца. Мекларен ќе се обиде да ја задржи таа четврта позиција кај конструкторите сезонава. Одеме патамо Рено, Даниел Рикјардо и повратникот во Формула 1 Естебан Окон. Може ли Рено да направи чекот напред или сепак ќе остане на таа пета позиција? Идеме со Алфа Таури, новоименуваниот тим, бивши Торо Росо, каде што членуваат Пиер Гасли и Даниел Квиат. Racing Point, односно Розевиот Мерцедес, популарно наречен во предсезонските тестирања, Серхио Перес и Ланс Строл. Очекување во медиумите дека тие ќе бидат сериозна закана барем во првиот дел од сезоната, бидејќи буквално го имаат ланскиот болид на Мерцедес кај себе. Ги гледаме Алфа Ромео Racing, односно вечниот Кими Реконен, легендарниот Кими Реконен и неговиот тимски колега Антонио Джиовенаци. Кими во потрага по рушење на рекордот на Рубенс Баричело за најмногу настапи во историјата на Гран При трките во Формула 1. Хас F1 тимот Роман Грожан и Кевин Магнусен можат и да се излечат од дното. Каква одлука ќе донесе Джин Хас, дали ќе остане во Формула 1 после 2020 година, дали ќе се приклучи на новите правила од 2021. Се надеваме на добра сезона на Хас, не сакаме да го загубиме Хас. И на крај Вилијамс, од кого очекуваме одличен напредок оваа сезона, Џорџ Расел и рукито, единственото руки оваа година, Николас Латифи, така да однапред ја добива од нас наградата Rookie of the Year. Мала шала, не заборавајте да направите subscribe на YouTube каналот Формула 1 на македонски, да ставите лайк на Формула 1 МКД фан клубот на Facebook, следете ја Facebook групата, следете го YouTube каналот, секогаш сме тука за вас со свежи информации, видеа, интересни дебати, технички осврти, и секако многу ни се битни вашите коментари. Оставете во коментар кого очекувате да освети тулата оваа сезона и се гледаме после секоја трка, секој викенд во ново видео и во нови постови на Facebook. Ви благодарам за вниманието и уживајте во оваа сезона. Поздрав!